Добре, криптоентузијасти, денеска имаме Altcoin вести, уште една од новите активности во текот на оваа недела. Да, јас доста имам малку, значи требаше да биде во четврток подготвена, но поради премногу обврски, истата ќе биде подготвена денес во петок. А од утре продолжуваме со преостанатите две содржини, а тоа е во сабота ќе имаме лов на дно, каде што ќе направиме целосна техничка анализа на биткоин циклусот и недела продолжуваме економија како оружје. Овој пат ќе разговараме за Сирија. Ова е нормално уште едно видео во нашиот мини серијал, кој што може да го најдете на дното на нашиот YouTube канал. Во посебна плейлиста ова ќе биде шестото видео, шестата земја која што обработуваме на нашиот канал. Продолжуваме понатаму, како што знаете, според вашите гласови, темата на нашата презентација за третата македонска криптоконференција ќе биде токенизација на финансиските пазари. Во текот на вчерашниот ден имавме состанок со Мотика, кој што ќе ни помогне во однос на коорганизирање, би рекол, на оваа конференција. Секоја чест, значи, Давор навистина е, би рекол, голем поддржувач на нашата работа и навистина се обидува да ни помогне во креирање на оваа, би рекол, трета македонска криптоконференција. Потенцијално сме пред да потврдиме уште еден говорник, македонски, многу битен, интересна компанија за која што нема да разговараме додека не ја потврдиме, но уште еден криптопроект од Македонија кој што е навистина, ако мене ме прашувате, доста уникатен, но за тоа кога ќе завршиме со разговорот со оваа компанија. И, како што знаете, оваа конференција ќе се одржи на 6 септември во Кино Фросина во МКЦ во Скопје. Така да верувам дека ќе биде многу подобра за разлика од претходните конференции и очекувате дополнителни, би рекол, нели, информации за ова, но малку подоцна кога ќе имаме и други активности организирано за истата. Дополнително, пак ќе напоменам, blog.cryptogamidja.mk, ова е нашиот механизам преку кој со вештачка интелигенција на македонски јазик ви носиме вести секој ден, цел ден. Така да заследете го, може да направите така речено да ви стасуваат соопштенија од нашиот портал и постојано добивате групи, би рекол, на вести од крипто, макроекономија и геополитика. Дополнително, на cryptogamidja.mk може да најдете нашата телевизија која што работи 24 за вас, со најнови и малку постари содржини, наизменично, со цел да ве рефрешираме и нормално да имате постојано пристап до нашата материја, 24/7. За оние кои што се нови на нашиот канал и познаваат англиски јазик, би ви препорачале да го заследите Crypto Economics, тоа е нашиот англиски канал, каде што од почеток почнавме да ја така речено преработуваме целата наша материја едукациона, како техничка, така фундаментална анализа, и тоа надградено со нормално новите знаења кои што ги имаме. Денеска ќе биде третото видео од нашата техничка анализа, тоест четвртото, да се извинувам, и нормално ни останува до крајот на неделата петото видео каде што ќе разговараме за пробно тргување. Значи денеска ќе имате задоволство да го проследите MEW формации видеото на нашиот англиски канал. Пак ќе напоменам, доколку не сте, заследете го, значи ќе имате пристап до целата оваа содржина со освежена форма на англиски јазик. И со тоа можеме да почнеме, да, како не, мораме да го спомнеме и ова. Значи нашиот програмер ја среди англиската форма на Crypto Economics, зборуваме за веб страната, значи направена, подготвена, нормално овдека ќе додадеме уште многу други содржини, но идејата е дека полека градиме, полека се обидуваме да ја прошириме нашата работа овој пат и на англиски јазик, така да би препорачал да ја заследите и нашата страна на англиски, тоа е cryptoeconomics.tech за англискиот канал. Сега, прво, како и секогаш, поминуваме преку некои интересни метрици, би рекол, за она што се случува во криптосекторот моментално, значи, би рекол, најголемите блокчейни и сето она што е во однос на активноста на криптосекторот. Како што знаеме, маркет капот моментално на криптосекторот е доста низок. Само секунда, сега ќе видиме точно колку е. Со тоа што тоа ни покажува дека ефективно се наоѓаме во bear market, што е нормално сосема познато на сите оние кои што следат нашиот канал, ништо ново. Моментално сме негде 2,7 трилиони долари маркет кап на целиот криптосектор. Ово што гледаме може да го видите и на самиот маркет кап на целиот криптосектор, како dead cat bounce во оваа моментална форма на пазарот, значи понатаму очекуваме подлабоко движење на истиот. Да напоменеме, ако не сте го погледнале, погледнете го нашето последно видео за макроекономија и крипто, тоа беше лайв стримот во средата, каде што детално го обработивме овој дел.
очекуваме доколку се влошат повторно геополитички и макроекономски случувања да влеземе во уште една нога во овој bear маркет до конечно дно. Во исто време гледаме дека и алткоините кои што добија солидна корекција нагоре повторно се враќаат надолу во територија на препродаденост кога станува збор за MACD на RSI на неделна основа, така да тоа ни кажува дека повторно корекцијата почнува надолу како што и претпоставувавме дека има поголема веројатност тоа да се случи. Нормално и понатаму сме далеку од алткоин сезона, како што кажавме, алткоин сезона официјално од 2021 година не сме имале. Уште еднаш, тоа што не сме имале не значи дека нема да се случи, ова е само, би рекол, исклучок, а не правило. И понатаму најактивните проекти јасно може да видиме кои се, значи скоро и да нема некоја голема разлика, значи во однос на развој на самиот блокчейн, на прво место Ethereum, Cardano, Flow, ICP Chainlink, кога станува збор за развојот на екосистемот, зборуваме повторно прилика слични, Ethereum, Cardano, ICP Flow, Arbitrum, со мало би рекол поместување на 1-2 погоре подолу, но генерално можеме да видиме и на годишно ниво дека тие најактивни проекти кои што постојано се присутни, посебно во овие категории. Гледаме дека од последните алткоин инвести ICP и понатаму ја задржи оваа брзина, тоа значи дека ова не е привремено, ова не е некој моментален експлоит на мрежата, туку гледаме дека е фичер, значи дека е нешто постојано. Значи ICP официјално е дупло побрз од апсолутно сите алткоин, мислам, нели, сега многу повеќе од другите, но од вториот најбрз, тоа е Solana, повеќе од дупло побрз. И тоа ни покажува дека ICP за сега е апсолутен шампион во оваа категорија во однос на брзина на трансакции во секунда со 2700 трансакции во секунда. Кога станува збор за активни адреси на неделно ниво, овдека пак значи најактивните блокчейни горе-доле секогаш се layer cats, значи тоа е вообичаено. Binance 114 милиони активни адреси во последнава недела дена, потоа Solana 8,2 милиони, Tron 8,2 милиони, сега дека дури имаме и некои проекти. Tether 4,6 милиони, OP BNB, тоа е Optimism Layer 2 на Binance, кој што моментално има 4 милиони активни юзери. Ова треба дефинитивно да го провериме, ни го предложија како коин да го обработиме, така да потенцијално наскоро ќе добиете видео и за него. Ton 3,1, Bitcoin 2,4 милиони, Polygon 2,2, Ethereum 2,2 милиони активни юзери. Додека кога станува збор за ревенју, колку овие проекти уствари прават пари, не е само да имаме активни юзери, поентата е дали истите се профитабилни, зборувам како блокчейни во однос на фито кое што го собираат. На прво место Tether апсолутен шампион со 5,4 милиарди долари во последните 365 дена. Потоа Tron 3,2 милиарди, Circle 2,5 милиарди и потоа доаѓаат DeFi проектите како Hyperliquid, Ethena и така натаму, но очигледно од стейблкоини моментално се прават највеќе пари. Знаеме како овие имаат голема количина од стейблкоините инвестирано во short-term, краткорочни обврзници на Мурика, нормално кои се доста лукративни во овој момент, па затоа и гледаме како се доста профитабилни. Сега, откако ќе го завршиме делот со индексот, тоа е Coin50, кој што е на нормално Coinbase, можеме да видиме понатаму дека горе-доле поставеноста е иста, околу 50% од индексот е во Bitcoin, се останато е горе-доле стандард на второ место Ethereum, XRP и така натаму. Што дека нема голема промена, нормално и индексот самиот по себе ја движи така речено истата формација како и Bitcoin Dead Cat Bounce во моментов, кој што ни покажува дека и ова е уште еден потврд, би рекол, уште една потврда дека нели се движиме во втора нога надолу од овој bear маркет. Односно како што спомнавме, еве како изгледа буквално ова што гледате овдека, вредноста на индексот така речено беше во би рекол пораст во последниве 2 месеци од негде с крајот на февруари, кој што во исто време нормално беше и самиот Dead Cat Bounce на Bitcoin чартот. Значи ништо ново. Fear and Greed се враќаме во fear зона, ако се сеќавате беше доста позитивно, да се потсетиме дека многу луѓето очекуваа и продолжување во потенцијален bull маркет. Спомнавме дека веројатноста и понатаму останува многу голема дека ќе имаме повторување на истата процедура како претходните bear маркети со Dead Cat Bounce скок и повторна корекција до потенцијална капитулација на пазарите, а тоа е моментално и оно што го гледаме. Пак за жал сме во право, нели? Би рекол за жал за сите нас, но како и да е, значи ова само ни дава уште една шанса за купување на уште пониски цени на сето она што претходно сме го акумулирале, а дефинитивно тоа ќе продолжи. 683 дена до следниот халвинг,
така да имаме уште доста време, ако се сеќавате од досегашните наши истражувања. Утврдено е, посебно кога станува збор за биткоин, дека една година пред халвингот, нели, 360 дена оприлика, 365 да бидем точен, пред следниот халвинг, да биде најдобриот момент за купување. Тоа значи дека следната година, овој период негде околу април-мај, историски било најдобар момент за купување на во оваа ситуација на биткоин, а верувам дека напоредно со тоа, како што покажавме во претходниот циклус, слична ситуација на тоа беше и за купување на алткоини, би рекол во рана форма или рана цена во еден циклус. Сега, првата вест официјално ни доаѓа од институциите, која што би рекол дека ова беше многу добра лекција за сите нас во овој bull market, која што верувам дека се преточи во алткоините во следниот циклус. Зошто го зборувам ова? Вели, моментално биткоин го скрши 4 годишниот циклус со институционалниот флоу на капитал во него. Сега, истото се уште не е потврдено, односно ние се уште немаме официјално кршење на циклус, затоа што на крајот од денот биткоин и понатаму успеа да направи врв во практично точниот месец, горе-доле, нели, плюс-минус 30 дена, од стандардниот 4 годишен циклус во октомври 2025 година, што е апсолутно според самиот циклус кој што до сега го следиме од 4 години. Според тврдењето на овој артикл е дека моментално со големата количина на капитал кој што е влезен во биткоин, сега веќе институциите и фондовите ќе бидат оние кои што ќе на некој начин ја одредуваат цената на биткоин според нивниот интерес и според инфлоу и аутфлоу на капитал од овие големи играчи. И доколку го споредиме што се случуваше во претходниот циклус, можеме да заклучиме дека институциите на вистина го превземаа. Сега ќе објасниме зошто. Една работа која што исто така мора да напоменеме дека и покрај тоа што биткоин имаше нов, би рекол, all-time high во точниот месец горе-доле од каде што би требало да биде врвот во 4 години, еден показател кој што ни покажува дека потенцијално 4 годишниот циклус е скршен, беше фактот дека за разлика од претходните 4 годишни циклуси, овде имаме циклус во кој што наместо 3 имавме само 2 години bull market. Значи дека 2025 година која што требаше да биде bull market, односно во која што биткоин требаше да заврши на 31 декември 2025 година повисоко од таму каде што почнал на 1 јануари 2025 година. Тоа не се случи, ние имавме практично негативна година, што значи дека ние сме имале 2 години bull и веќе ова е втора година bear market. Како и да е, значи тоа е една од главните работи кои што беа поиднако за разлика од претходните циклуси и фактот дека доби нов all-time high пред халвингот, тоа досега се немаше случено. Како и да е, значи фактот дека имавме големо намалување, би рекол, на бројот на адреси, ние моментално имаме активни адреси на биткоин, дури и во 2025 година октомври кога бевме на $124,000 по биткоин, ние имавме екстремно ниска количина на активни биткоин адреси. Тоа ви кажува дека оваа цена на биткоин ние не сме да добиле поради ритейл секторот, туку сме добиле поради институционалните инвеститори, така да за ова се дефинитивно оправо. Ево уште еден артикл кој што го тврди токму истото, дека според моменталните спореби, моменталните анализи, се повеќе и повеќе изгледа дека главната, би рекол, главното движење и понатамошен развој на цената на биткоин ќе биде исклучиво од страна на институциите, што е екстремно позитивно. Зошто? Затоа што институциите, за разлика од ритейл секторот, не продаваат така лесно и не завршуваат циклуси на 4 години само заради тоа што така требало да биде според алгоритмот. Односно, истите ќе бидат во состојба многу подолго да ги држат своите биткоин позиции. Сега, можеме да забележиме дека тоа е реалноста. Не заборавајте дека во претходниот циклус ние почнавме со институционална адаптација од 11 јануари 2024 година, што значи дека институциите релативно доцна влегува во тој систем. Ние дното го постигнавме негде крајот на 2022 година, а институциите влегле цели 2 години подоцна. Што значи дека во оваа ситуација ние можеме да видиме дека за само овие 2 години од како се влезени институциите до крајот, би рекол, на bull маркетот, истите стигнале до неверојатна количина на биткоин во нивни раце. Односно, само ETF-ите држат околу 6,3% од вкупната количина на биткоин во светот. Ако ги ставиме овдека приватните компании и јавните компании, заедно истите има над 10%. Значи за 2 години успеале да акумулираат над 10% вкупната количина на биткоин. Тоа ви кажува дека институциите превземаат
не се на чекор, не се на влез, не. Јасно и гласно, за 2 години акумулирале 10% од вкупната количина на биткоин. Истата ситуација гледаме и кај Етериум. За 1,5 година, затоа што ако се сеќавате Етериум, ETF-ите практично започнаа во јули 2024 година, до крајот на 2025 тоа е 1,5 година, успеале да акумулираат 10,3% од вкупната количина на Етериум. Зошто велам до крајот на 2025, затоа што моментално сме во bear market и имаме крварење на ETF-ите, но како и да е, ова е импресивно. Успеале институциите за само година и пол-две да акумулираат 10% биткоин и 10% Етериум од вкупната количина во светот. Тоа е импресивно. Тоа значи дека од сега па натаму очекувате дека главниот момент на пазарите ќе го гледаме токму овде, како што многу пати кажавме, како во DATS-овите, тоа се Digital Asset Treasuries, така и во ETF-ите, и очекувате дека тоа ќе бидат едни од главните индикатори, како што веќе спомнавме претходно, за тоа што понатаму во криптосекторот. Односно, ако се сеќавате за времето на овој Dead Cat Bounce нагоре, ние имавме акумулација, односно ова што гледаме овде, почнувајќи негде од крајот на февруари до практично негде средината на мај, ние имавме голема акумулација, значи зборувам во милиарди, значи од 54 милиарди сме стигнавме до 58,4. Тоа се практично 4,4 милиарди долари инвестирани во биткоин во овие ETF-и. За сега како заврши самата Dead Cat Bounce корекција и моментално цената на биткоин се наоѓа под 73.000, гледаме како повторно почнува да се одлива количина на би рекол капитал од овие ETF-и. Тоа можеме јасно да го видиме. Слична ситуација гледаме и кај Ethereum. Односно, знаете сами дека целиот криптосектор едноставно ја копира движењето, чартот и нормално однесувањето на биткоин на пазарот, што е сосема нормално. Биткоин и понатаму е апсолутно најголемиот играч. Истата ситуација можеме да видиме и во Ethereum. Истото можеме да го забележиме и во овој дел од Dead Cat Bounce, каде што и Ethereum нормално оприлика не толку не исто, но слично на биткоин практично имаше корекција нагоре и повторно гледаме дека почна да крвари. Како и да е, верувам дека ова ќе заврши и кога ќе видиме екстензивен период од неколку месеци во кои што институциите сериозно акумулираат, верувам дека за разлика од претходните циклуси каде што се надевавме на китовите, на ритейл и така натаму, овој пат ритейл секторот ќе биде непотребен. Во претходниот циклус ритейл секторот беше непотребен кога станува збор за биткоин, па дури би рекол и за Ethereum кој што достигна малку повисоко претходниот, но сепак достигна нов all-time high. Што сакам да кажам со ова? Со влезот на институциите гледаме дека институциите имаат повеќе од доволно средства за да предизвикаат, одржат и финализираат еден цел бул циклус биткоин, Ethereum или на било што друго. Сега, ако они тоа може да го направат на биткоин, кој што имаше 500 милиарди долари маркет кап на крајот на bear market од 2022 година, и Ethereum кој што имаше околу 100 до 150 милиарди маркет кап, тогаш колку лесно би било тоа да го направат на алткоини кои што имаат по 5-6 милиарди маркет кап, замислете во следниот циклус, и да повториме, еден од главните двигатели поради кои што немавме алткоин сезона беше фактот дека немавме легален начин на кој што институциите може да инвестираат во алткоини. Не е дека нема интерес, тоа ќе го покажеме повторно, проблемот е што немаше легален начин како истите да инвестираат. Ниту постои соодветен закон, ниту постојат ETF-и кои што може на некој начин да го заобиколат овој закон. Јасно можеме да видиме дека во престоечкиот период, последните 2-3 недели, имаме постојано крварење на ETF-ите, посебно овој пат на биткоин нормално. И пред да почнеме со алткоините и нивните позиции во ETF-ите и во DATS-овите, овдека би сакал само да напоменам дека јасно можеме да видиме дека се повеќе институционалната дотација на биткоин и на Ethereum се забрзува. Nasdaq само што доби одобрување од SEC за да стави опции на, тоест индекс на опции на биткоин. Нормално ова не е директно тргување на биткоин, но практично тргувате хартија од вредност кои што ја прават мимикрија на цената на биткоин, одобрено и ќе почне со тргување наскоро според она што моментално го видовме. Сега, кога станува збор за алткоин ETF-и, најдовме посебен тракер кој што најголемите коини ни дава да видиме каква е состојбата, нели, до каде се, дали има, дали нема соодветни напредоци, дали е поминат рокот кој што треба да помине, затоа што има 4 последователни рокови во кои што SEC може да одлучи конкретно околу нели дали ќе дозволи или не ETF одреден коин. Така да овој пат можеме само секунда да видиме
можеме да видиме дека голем дел од овие коини веќе ги имаат преминато сите рокови, тоа се оние 4 рокови кои што му се даваат на SEC за да одлучи конкретно околу овие коини. Ако се сеќавате и понатаму останува правилото дека доколку SEC не одлучи до крајот на овие рокови и не даде свое мислење, автоматски тоа значи дека овие коини се одобрени од SEC. Со тоа што некои што веќе имаат портокалово квадратче на крајот, тоа значи дека веќе имаат одобрено свој ETF. Овде ќе има некои кои што се уште немаат одобрено, меѓу кои овдека било ставил SUI и SEI, кои што се уште немаат свој, Tron исто така, Pengu, тоа се глупости, нормално. Ова се, да речем, најголемите коини кои што можам да ги видам моментално, кои што се уште немаат свој ETF. Не заборавајте дека оние кои што имаат по 1-2, гледаме дека има многу кои што допрва треба да се одобрат, како за XRP, Litecoin, Solana, HBAR и така натаму, но овие кои што нема ниту еден до сега, а дополнително треба да им биде дозволено да има. Зошто го зборам тоа? Затоа што сега моментално, каде што се наоѓаме на 29 мај, и за SEI, и за SUI, и за Tron веќе се, така речено, завршени роковите, се чека за истите да почнат да тргуваат, претпоставувам. Како и да е, значи тоа што го зборувавме, сега јасно може да го видите. Во најголемиот дел од bear маркетот, ова би рекол дека е, па ти кажам, средината на bear маркетот, најголемата капитулација, најмалата заинтересираност за крипто, можеме јасно да видиме како институциите постојано купуваат алткоини, напротив на сето оно што го слушаме, би рекол, нели, од ритейл секторот, дека нема никаква заинтересираност, сега ќе видите дека постојано има купување на алткоини. Значи, дури и во овој момент каде што институциите продаваат биткоини, етериум во ETF-ите, во altcoins по ETF-ите јасно можеме да видиме дека има акумулација, само ако се смилува страна денеска да се отвори. Значи, ова се XRP ETF-ите, каде што може да забележите дека апсолутно секој ден имаме милиони inflows. Значи, во последните 2 дена 1 милион, 1,5, 9,5, потоа имаме 8,8, 10,8, 18 милиони. Ова се дневни inflows во XRP ETF-ите. Нема outflows, има само inflows. Ќе ги погледнеме и другите, чисто да видите дека не е ова исклучиво само XRP. Во најголем дел од алткоините има inflows. Ја не можам да разберам како може толку да биде слеп светов при вакви резултати. Погледнете ова. Значи, ова е во последнија недела 2. 5,9 милиони, 3,8 милиони, 3,7 милиони, 6,5 милиони, 5,9, 19, 26 милиони Solana. Хайп е екстремно активен, значи истиот е само една недела стар, а имаме ситуација во која што 1,2, 3,4, 20 милиони, 11 милиони, 16 милиони, 25 милиони inflows во хайп во последниве недела дена. Ова е коин кој што дефинитивно сериозно го размислуваме да биде додаден во нашето портфолио заедно со SUI. Исто и овде, ова е линк, 984.000, 2 милиона, 2,5 милиони, погледнете, ова е во последните неколку недели, 3,8, 1,8 милиони, пак нема outflows, има само inflows. Litecoin е доста слаб, нема голем интерес, очекувано, искрено не би разбрал зошто би имало. Значи Litecoin буквално лебди уместо, немаме никакви вести за овој коин. Кога станува збор за останатите како Avalanche и HBAR исто така имаат активност, можеби не толку голема како останатите, но повторно и овде како може да видите 530.000, претходно имаме големи количини како 8,7 милиони, 5,2 милиони и HBAR слична ситуација, имаме активност. Погледнете. Имаме 1 милион, имаме 2,5 милиони ова во последниве недела дена. Тоа ни кажува дека дефинитивно имаме интерес кога станува збор за ETF-ите и значи дека институциите се заинтересирани за алткоини. Као што спомнавме претходно, во следниот циклус на коини како Avalanche и HBAR кои што имаа по 5-6 милиарди маркет кап, замислете кога институција би дошла и би сериозно би инвестирала во нив. За разлика од Bitcoin и Ethereum кои што имаат по 500 или 250 напоредно во 2022 година, да мислите колку полесно ќе може да скокне цената на овие големи играчи, на овие големи проекти со влез на големите играчи. Но остануваме тоа да го видиме. Кога станува збор за дацовите, исто така имаме сериозно инвестирање од страна на институциите во Bitcoin.
Јасно можеме да видиме дека има голем инфлоу кога станува збор за нормално датсовите, Digital Asset Treasuries, дори имаме и одредена количина на outflow, кои што се, пак ќе кажам, во текот на овој месец, како што можеме да забележиме, не е некоја голема количина, но за разлика од inflows, гледаме дека имаме сериозен инфлоу на пари кога станува збор за Digital Asset Treasuries, за разлика од ETF-ите. Кога станува збор за Ethereum, неколку компании, како што можеме да видиме, имаат сериозни купувања. За разлика од тоа нема outflow, што е доста битно. Сега, овдека ние најдовме еден многу интересен инструмент, каде што можеме да ги видиме inflows и outflows на алткоините, за да не мораме да гледаме еден по еден. А тоа е на DeFi Lama, може да го видите во адресата, тоа е defilama.com/digital-asset-treasuries, каде што ќе може да ги видиме сите овие inflows на алткоините, да не мора да ги гледаме еден по еден, но ги нема. Значи можеме да видиме дека нема интерес моментално и најголемиот инфлоу и понатаму останува да биде нормално биткоин. Тоа се овие портокалови линии што ги гледаме на чартот. Можеме да видиме во текот на денот во што има инвестирано и колку. Значи гледаме некои мали количини како SUI 560.000 и апсолутно другото е горе-доле исто. Сега, да се напоменеме уште еднаш. ETF-ите е легализиран начин на купување на одредено добро преку компанија. И во оваа ситуација затоа ETF-ите гледаме дека се активни кога станува збор за алткоини. За разлика од тоа датсовите, значи дека овие компании сами превземаат ризик да практично купат одреден коин. Така да поради оваа причина нормално е дека нема да имаме толку големо купување се додека немаме јасна правна рамка која што очекуваме да се случи во текот на лето. Имаме некои интересни вести за вас наскоро. Кога станува збор за количината на биткоин на централизираните менувачници, и понатаму сме во overall downtrend, значи дека и понатаму се намалува количината на биткоин на менувачниците, као што многу пати сме кажале, само прашање на време кога ова ќе предизвика прайс шок. Со тоа што прайс шокот ќе дојде кога ќе дојде ритейл секторот, институциите не купуваат нормално директно од менувачници, туку купуваат, како што знаете и сами, OTC, over the counter. Така да во оваа ситуација гледаме дека и понатаму количината на биткоин на менувачниците е помала од онаа во најлошиот дел на ковид пандемијата и нормално дека кога ќе почне ритейл да доаѓа да купува од централизираните менувачници, ова уште толку ќе ескалира, ќе предизвика прайс шок. Слична ситуација имаме нормално и на Ethereum, каде што гледаме дека како и биткоин, така и Ethereum се помала количина на Ethereum се наоѓа на централизираните менувачници. Кога станува збор за нормално биткоин резерва, имаме многу интересна вест денеска за вас. Нема нови држави кои што воспоставиле биткоин резерва. Горе-доле, како и претходниот пат, гледаме дека цифрите не се нешто посебно променети во однос на големината на бројката, така речено, на држачи на крипто во Америка. Вкупно се негде околу 67 милиони американци кои што поседуваат крипто. Не заборавајте, од 300-350 милиони држава, од кои што би рекол дека добри 100-150 се деца. Тоа значи дека 67 би биле отприлика некои добри 30% од населението кое што може да гласа, кое што е возрастно. Тоа значи дека 30% од гласачкиот кворум во оваа држава поседува крипто. Тоа е огромна количина која што мора да и биде удоволено доколку сакате да го добиете нејзиниот глас. Ова е многу битен момент. Сега, кога станува збор за Clarity Act, тоа е првата вест која што имаме за вас. За жал, истиот требаше потенцијално да се решава во однос на консолидација на, би рекол, материјата, затоа што ако сеќавате, формата на Clarity Act-от, значи зборуваме на овој закон кој што нас не е толку битен за крипто, беше во една форма кога беше донесена на Конгресот, па потоа во видоизменета форма кога беше донесена на аграрниот, би рекол, аграрната комисија при Сенатот и во сосема трета форма кога беше одобрен на банкарската комисија при Сенатот. Со тоа што сега треба да се унифицира оваа, би рекол, верзија на овој закон и тоа се очекуваше да биде направено во јуни. За жал, потенцијално истото може да биде одложено до јули, затоа што Сенатот е практично на одмор до почетокот на јуни и во јуни има огромна количина на закони кои што треба да се одлучува според ова што гледаме овдека, според еден од сенаторите, така да потенцијално може да биде, би рекол, одложено одлучувањето за унифицирање на формата на Clarity Act до јули. Како и да е, ние следиме активно оваа состојба, нас ни е многу битна
и дефинитивно ќе ве информираме како добиваме нови информации за ова. Првата и битна информација која што мора да спомнеме за тоа што се е преостанато е дека откако ќе се унифицира формата помеѓу Конгресот и Сенатот, очекувајте дека оваа нова форма ќе треба да биде исто така адаптирана и од практично Конгресот, затоа што помеѓу двете комисии на Сенатот треба да биде унифицирана формата, потоа оваа унифицирана форма ќе треба да биде потврдена од страна на Конгресот и од Конгресот практично потоа да оди на подпис кај председател. Само сакам да ја го покажам ова, можеме да видиме дека и вештачка интелигенција не го потврдува тој момент, дека е потребно ова да се случи. Значи, како што кажеме, да се спојат верзиите на двата комитети на Сенатот, потоа да се изгласа, тоа го заборавивме, да се изгласа на ниво на Сенат со 60 гласа мнозинство од вкупно 100 сенатори и потоа ваквиот акт нормално да се на некој начин сега гледаме дека нема да има потреба од гласање, тоа е исто така многу битно, претходно го немаше. Значи се очекува дека ќе биде така речено само помирување или како и да се нарекува кајнив, значи едноставно да се усогласи формата со она што е изгласано на Конгресот пред да ја подпише орангутанот. Ова е најбитното парче информација кое што ни е потребно да помине. Значи, овој закон ќе промени апсолутно се, прво во Америка, кој што е најголем пазар за крипто, а потоа и во целиот свет. Значи, овој закон ќе промени апсолутно се, каде што крипто ќе стане легален ентитет. И, како што го кажа тоа дечкото од Shark Tank, значи, очекува да стане, така речено, 12-тиот сектор на S&P 500, односно, во игра сме со големи играчи, шансата е пред нас, се надевам дека ќе се случи и ќе искористиме, затоа што ова дефинитивно е game changer за целиот би рекол сектор. Значи со овој закон официјално на институциите им се дава зелено светло да купуваат што сакаат, да интегрираат што сакаат, да креираат своји криптопроекти. Така да дефинитивно ова е тоа што на сите ни е потребно. После ова нема потреба од ритейл, драги мои, институциите ќе ја завршат работата, ритейл ќе биде како и секогаш нормално последен на забавата, така да не бидете пеце, не бидете ритейл и вие, не чекајте ова да се реализира за да почнете да купувате и нормално секој одлучува за себе си. 56% шанса дека ќе го добиеме овој закон 2020 година, видовме уште еднаш статус од орангутанус педофилиус, дека се бара ова да биде поминато. Значи, гледаме дека има притисок директно од председател. Сега, има видоизменување на биткоин резерва, ако се сеќавате од оној кој што беше поднесен од Нуланд, сега е видоизменет и надграден. Прва најбитна работа е фактот дека со ова, би рекол, променета форма, од нови, гледаме дека со ова нови конгресмени кои што стојат позади овој закон, се бара досегашната количина на биткоин да биде претворена во официјална резерва, не да биде стокпайл, тоа е како да речем, нели, држење на оваа количина, туку да биде прогласена за стратешка државна резерва на биткоин. Се бара во оваа резерва да се надгради со дополнителни 1 милион биткоини и се очекува, ако помине овој закон, во следните 5 години да се купат дополнителни 200.000 биткоини на годишно ниво, доколку овој закон помине, пак ќе напоменам, со тоа што ова ќе биде нормално од средства кои што доаѓаат од различни агенции и така натаму, значи нема да биде од, да речем, данокот на собрано од граѓаните, туку ќе биде од одредени приливи кои што ги има државата од своите агенции и органи. Дополнително, ова е исто така многу битно, ќе се бара за се што е останато, кое што моментално ќе го добиваат како коини од страна на, да речем, различни агенции како FBI, CIA, поради некои конфискување и така натаму, да биде прогласено како дигитален стокпайл или како и да е, дигитална количина на коини кои што ги поседува во оваа ситуација Министерството за финансии и кое што нормално ќе одлучува што ќе се прави со овие коини. Тоа значи дека не е само за биткоин, во овој закон јасно и недвосмислено се зборува дека очекуваат од Министерството за финансии да почне да ги задржува и нормално користи останатите валути кои што нормално не се биткоин. Дополнително се го одложува и земањето на токенизирани акции. Значи овде се уште според овој артикол што успеавме да го видиме, има јавна дебата во и надвор од СЕК за тоа како потенцијално би било регулирано сето ова. Не заборавајте, се уште не е Clarity актот донесен. СЕК се обидува со второстепени правни акти да го регулира овој сектор
и моментално еден од главните проблеми кои што зборува СЕК дека му е страв дека ќе се случи е фактот дека ќе почнат, нели, одредени компании да минтаат акции од, да речем, компании кои што тоа не им го дозволиле. Во превод, ви имате своја компанија на on-chain, почнувате да минтате Тесла акции без да имате покритие во Тесла акции, значи вие не поседувате Тесла акции, а продавате Тесла акции. Така да поради оваа причина тоа е една од работите кои се обидуваат да ги спремат, да на некој начин да го заштитат секојдневното население од ваков тип на измами, што е пак ќе кажам одлично. Овдека ние зборуваме за буквално чекор пред СЕК целосно да ги легализира и пази, да ги изземе од досегашните би рекол, нели, регулативи, да нема никаква посебна постапка за да може компаниите да издаваат своји токенизирани акции. Ако ова се случи, ова е апсолутно зелено светло од најголемиот регулатор за хартија од вредност да може да се токенизираат акции. Ова е одлична вест. Дополнително гледаме дека сите органи во светот, посебно кога станува збор за макрофинансиските органи, се спремаат за блокчейн ерата. Не е вас дали ви се допаѓа тоа е реалност. Тоа што Пеце, Кире и Мице не разговараат за крипто, не значи дека опозитира не се случува масовна ротација. Моментално BIS, The Bank of International Settlements, развива свој програм, тоа е проектот Агора, кој што ќе биде сврзнат киво така речено layer 0 тип на блокчейн, кој што ќе биде нормално наменет со цел да се поврзе се што е финансиска институција со се што е он блокчейн. Нормално овдека станува збор за и јавни и приватни типови на блокчейн. Сега овдека е многу подобро објаснето на вештачка интелигенција кога нормално го поднесуваме како прашање. Вели, ваквиот така наречен, сега јас и тоа ме интересираше, не станува збор дека ќе биде практично на еден или друг блокчейн, наводно они ќе имаат свој така наречен блокчейн, кој што ќе биде сврзан киво помеѓу јавните и приватните типови на блокчейн, со тоа што значи ова не е мала работа, ние зборуваме за повеќе од 40 институции кои ќе бидат дел од така речено овој проект, и тоа погледнете, ова се големи институции. Федералната резервна банка на Њу Йорк, ова е Централната банка на Англија, Централната банка на Јапонија, Централната банка на Канада, ја прочитам, значи околу 40 институции се вклучени во овој проект, дополнително огромна количина на би рекол приватни компании кои што се нели во светот се заинтересирани и се дел од овој проект. Значи ние гледаме дека банката за интернационални спогодувања, така речено, значи ова е банка, Централната банка на сите централни банки, јавно развива проект за блокчейн, јавен и приватен. 27 мај 2026 година. Значи ова се тие работи кои што мора да обрнеме внимание. Еве како прилика ќе изгледа, идејата е дека они ќе имаат така наречен леџер, на кој што, како што може видите и сами, се очекува дека ќе имаме помирување на различни коини од различни юрисдикции. Една работа која што може да забележите дека овдека не е ставен ниту еден јавен тип на блокчейн. Зошто? Затоа што да подсетиме ки понатаму Централната банка на сите централни банки е крајно против јавни блокчейни, но тоа не го менува фактот дека не е до неа да одлучува, едноставно јавните блокчейни се овде и ќе останат. Тоа се Ethereum, Solana, XRP и така натаму, и они не може тоа да го запрат. Ова што го гледаме овдека се стейблкоини или пак централизирани нормално CBDCs на одредени земји, така да нема каде они сакаат или не, веќе се случува. ISO 20022, така речениот меседжинг систем за сите финансиски институции, јавно и недвосмислено ги препознава и ги адаптира сите коини кои што нели се од блокчейни кои што ги исполнуваат условите да бидат дел од овој стандард. Европа моментално размислува за Ethereum да биде блокчейнот на кој што ќе се развива нов голем проект за европски стейблкоин. Зошто е ова така? Затоа што моментално Европа и е јасно, доминацијата на стейблкоин пазарот моментално е 99,9% во рацете на доларот и некоја екстремно минимална количина во рацете на еврото. Овдека Европската централна банка заедно со консорциум од големи 14 банки, тоа е така наречениот Кивалис консорциум, овдека дури го отворив чисто да видиме кој и што е. Значи моментално развиваат посебен проект, тоест 12 банки, посебен проект кој што ќе биде наменет исклучиво за оваа намена. Значи проектот ќе има за цел да минта европски стейблкоини во нормално противвредност на еврото, кои што ќе купуваат обврзници нормално од европските земји или Европската централна банка,
и кои што нормално ќе се обидат да го заштитат европскиот пазар. Значи, еве како прилика изгледа, значи BNP Paribas, ING, Unicredit, BBVA, ова се огромни банки моментално од Европа, кои што се обидуваат да го направат овој проект за едноставно да и дадат шанса на Европа да не мора да користи морикански стейблкоини. Тоа значи дека нема бегање. Значи не може да чекаат CBDC на Европа, очигледно ако продолжат да чекаат, затоа што гледаме дека не е ниту блиску реализирањето на проектот за централизирана валута на Централната банка на Европа. Значи гледаме дека немаат избор освен да почнат да користат стейблкоини кои што ќе бидат пегирани така речено на еврото и кои што ќе бидат како што гледаме по покровителство на овие 14 банки. Јапонија исто така спрема огромен систем кој што ќе биде фокусиран на AI и блокчейн. Значи на сите им е јасно дека вештачка интелигенција и блокчейн е иднината. Вештачка интелигенција без блокчейн не е дека не може да функционира, но финансискиот систем кој што вештачката интелигенција би го преферирала е блокчейн. Начинот на комуникација кој што вештачката интелигенција би го преферирала е блокчейн. Така да неизбежен дел од иднината е блокчейн. Тоа што оваа нивна водечка партија, што не е било кој, туку буквално онаа партија која што има апсолутно мнозинство во сите нивни органи, плюс председател и премиер, бара оваа програма да се развие и да се имплементира, со тоа што како што успеав да видам, целата програма е фокусирана кон вештачка интелигенција и блокчейн, но за жал кога станува збор за блокчейн се многу повеќе фокусирани кон развој на така речена инфраструктура која ќе биде фокусирана на потенцијална централна валута на Централната банка на Јапонија, CBDC на Јапонија, со тоа што тоа е малку проблематично мене кој прошуваат истата ситуација. Како Европа, така и Јапонија се обидува да се заштити од доминацијата на мориканските стейблкоини, затоа што знаеме дека мориканските стейблкоини се директно контролирани од морикански компании под нормално целосна контрола на Федералната резерва и Министерството за финансии на Мурика. Така да нормално дека ако утре сакаат да ве казнат, се што треба да направат е да ги запрат стейблкоините кои што се на ваша територија и ќе ве осакатат, така речено финансиски. Гледаме дека овие големи играчи во економијата како Европа и Јапонија тоа го разбираат и се обидуваат да на некој начин се заштитат себе си од тоа, со тоа што повторно агентик, значи AI агенти се повеќе главна тема во светот и тоа гледаме на највисоките подиуми како владата во Јапонија. Па ќе кажам, значи очигледно се фокусираат на прифаќање и користење на блокчейн технологија. И Тетер моментално ќе го минта стейблкоинот на Грузија. Гледаме дека одредени земји веќе не размислуваат за CBDC, туку бараат да имаат свој стейблкоин кој што ќе биде нормално минтан од приватна компанија. Одлуката на Грузија е наместо да развива свој CBDC проект, да го искористи Тетер како компанија која што ќе ги минта и ќе ги држи во трежери нормално нивните гелд токени кои што ќе бидат официјален стейблкоин на грузиската држава, со тоа што нормално во противредност Тетер за оваа валута ќе држи обврзници на Грузија. Така да гледаме дека Грузија се подготвува за битен чекор кога станува збор за својата економија. Е сега да напоменеме дека Тетер нема свој блокчейн, односно Тетер во најголем дел се наоѓа на Трон и во переко малку помал дел на Етериум и на останатите блокчейни. Што значи дека сакале они или не, овој токен ќе биде принтан на Трон, не на Тетер. Тетер ќе биде оној кој што го принта како компанија, но блокчейнот на кој што ќе го принта, верувам дека ќе биде Трон. Иако овдека не е тоа запишано, но тоа го знаеме како факт нормално од аспект на тоа нели како функционираат би рекол блокчейн проектите. Така да тоа е околу институционалните вести. Сега можеме да се префрлиме малку повеќе на altcoin инвестиите што се случува со проектите. Само секунда да го смениме знакот. Како и секогаш на почетокот на altcoin инвестиите, прво погледнуваме што се случува со токенизацијата, гледаме дека имаме некое би рекол забавување, но генерално и понатаму имаме напредок во последните 20-30 дена, имаме напредок од 2,2% на вкупната количина на токенизирани реални добра и моментално маркет кап е 33,6 милиарди. За разлика од тоа исто така имаме пораст и на стейблкоините од 303,4 милиарди е вкупниот маркет кап и 0,16% нови стейблкоини во последните 30 дена. Нема да одиме категорија по категорија. Најголем дел од нив се
во постојан нов all-time high, ништо ново, но ќе тргнеме нормално со битните вести од страна на алткоините, почнувајќи од Ripple. Овој пат Ripple воспоставува соработка со EDX, ова е платформа за тргување на futures и options, каде што имаме два, би рекол, ентитети, тоа е EDX Markets и EDXM International, кои што се така речено платформи кои што имаат своја ликвидност и кои што имаат своја клиентела, но овој пат ќе се поврзат со Ripple Prime, тоа е така речено посебниот, би рекол, ентитет на Ripple за институционални клиенти кои стануваат брзо инвестирање и тргување, со тоа што моментално ликвидноста од Ripple и EDX ќе биде на некој начин ставена заедно, значи уште поголем пул на ликвидност за нивните клиенти од двете страни. Па ќе кажам, значи гледаме се повеќе адаптација на Ripple во институционалните нивоа. Во исто време би рекол една негативна вест за жал во Ondo Finance, не за самиот проект, туку за неговиот креатор, односно Нейтан Олмен е човекот кој што го креирал овој проект и за жал го изгубил својот живот на 32 години старост. Нема информации како го изгубил, што нас многу и не ни менува. Битно е дека проектот и понатаму е стабилен. Односно, председател на проектот кој што го води, CEO, што не е исто нормално со креаторот, е уствари човекот кој што ќе го превземе, така речено, проектот, Иан Дебод, така се вика, човекот кој што ќе го превземе. За сега не видовме некои големи промени во цената, што значи дека луѓето веруваат горе-доле дека тимот на Ondo и понатаму работи добра работа. Ondo е голема позиција во нашето портфолио, дефинитивно ќе биде надградена уште повеќе, затоа што, па ти кажам, долгорочно веруваме дека овие проекти за real world asset токенизација имаат екстремно голем use case во светот. Следна вест доаѓа од Chainlink, значи апсолутно изгазија, значи немам зборови, иако ова е малку стара вест овдека, како што може видите пред една година, новата вест излезе сега дека ова е ефективно реализирано. Односно, ова е, претпоставам, замислата која што имале уште во јуни 2025 година, испаднаа нови вести дека ова сега моментално е реализирано. Односно, Chainlink во колаборација со Mastercard, која што така речено е почната веќе неколку години, официјално ќе може да им дозволи на луѓето да купуваат директно on-chain коини. Што значи дека нема потреба сега да користат централизирани менувачници, дексови и така натаму, туку преку апликации. Сега ова дека нормално не се директно Chainlink и Mastercard, има повеќе ентитети, а тоа е Zero Hash како платформа, Chainlink како блокчейн, Mastercard како провайдер за купување, односно картичките кои што ги користите за да купите, и понатаму ова се дексови или пак форми на дексови кои што се поврзани со Uniswap. Еве како тоа ќе изгледа. Значи, вие сте човек кој што сака да купи крипто, имате кредитна картичка и моментално сте пример на Swapper. Ова е една од платформите кои што моментално ќе може, така речено, да ви овозможат директно да купите on-chain. Значи, нема да има потреба сега овие депонирате пари, поменувате во стейблкоини, туку напротив. На ваквата платформа, преку Chainlink како блокчейн и Zero Hash како, така речено, провайдер во оваа ситуација од Zero Hash е оној кој што ја поврзува кредитната картичка на Mastercard со Chainlink како блокчейн. Ваквата уплата која ќе ја направите на картичката, автоматски вие директно пристапувате кон дексови, кои што веќе ги спомнавме, во оваа ситуација тоа се помали дексови како XSwap, Swapper Finance и така натаму, кои што директно користат пуловите за ликвидност на Uniswap и го менуваат кешот кој што сте го платиле во коини кои што сакате да ги добиете на вашиот акаунт во оваа ситуација на Swapper. Така да, за луѓе кои што се првпат во крипто, ова ќе биде многу лесен начин на купување, а сето тоа возможено со партнерство помеѓу Chainlink и Mastercard. Односно, се повеќе гледаме како кешот генерално доаѓа директно on-chain. Во оваа ситуација, значи, гледаме дека и купувањето е директно on-chain. Нема менување во стейблкоини, директно купувате on-chain. Интересна вест за Tassat, оваа ситуација за Avalanche. Значи, Tassat е софтвер кој што нас ни беше познат од една многу интересна банка, која што во 2022, би рекол 2021-2022, беше многу битна. А тоа беше Signature Bank. Што овде е спомнато, само се обидам да ево Signature Bank, зашто е многу битно. Signature Bank во 2020-2021 година беше единствената банка во светот која што во Америка на американските менувачници, нормално за нивните клиенти, зборуваме криптоменувачници, им дозволуваше 24/7 тргување, ниту една друга банка тоа не го дозволува.
Ова го правеше преку овој така наречен TASAT, посебен тип на софтвер кој што дозволуваше на Signature Bank да процесира трансакции за посебно за крипто клиентите, за така речено да може да функционираат и за време на викенд, така. И сега вели, во овој софтвер се процесирани околу 2 трилиони долари во времето кога функционираше пред да пропадне Signature Bank за времето на колапсот на банките во 2023 година. Со тоа што истиот моментално е надграден во така наречен Link, би рекол софтвер, кој што сега станува Avalanche Layer 1. Што значи дека оној софтвер кој што се користеше за на банките да им се даде 24/7 да процесираат трансакции за криптоменувачници, што не би било возможно нормално во традиционалните финансии, официјално е под нов бренд, ново име, тоа е Link, и како софтвер станува официјално Layer 1 Avalanche. Што значи дека ние имаме софтвер кој што е меѓубанкарски и меѓу така речено блокчейн, он-чейн систем, кој што дозволува да може банките и традиционалните нормални финансии да процесираат он-чейн 24/7. Ако се сеќавате, ние кога пропадна Signature Bank зборувавме дека нема решение и нема алтернатива за менувачниците, што беше голем удар, и тогаш почнала на хајка од Гери Гангстер и така натаму, но со ова моментално гледаме дека веќе ова се надминува и дека постои софтвер кој што моментално е така речено Layer 1 на Avalanche, а во исто време е структура која што може да користат институционалните играчи за 24/7 тргување 365 дена во годината. Екстремно позитивна вест. И повторно, екстремно позитивна за Avalanche. Hedera со нов апгрейд, многу интересен, тоа е HIP Hedera Improvement Proposal 1.3.1.3, кој што ќе даде така речено како втора, би рекол, мрежа за entity creation, за голем волумен на трансакции, односно колку добро замислено, значи на сите креатори, на сите девелопери на Hedera. Им дозволува со овој апгрейд да има посебна опција каде што ќе можат со оваа опција да на некој начин се пренасочат, иако се на истиот блокчейн, на посебен дел од блокчейн каде што ќе им биде дозволено да имаат голем аутпут на трансакции. Односно, ова е кога имате лансирање на некоја, пример, количина на NFTs или нешто ново, airdrop и така натаму, да можете да не ја блокирате целата мрежа на Hedera, туку да ви даде, така речено, посилно би рекол, нели, да може да искористите во посебен дел, сега пак овдека не е баш најдобро објаснето, или пак јас не би го разбрал доволно добро, но идејата е за да не се блокира основната мрежа, преку овој додатен дел на мрежата, додатен дел на блокчейнот, да можете да испроцесирате во краток рок голема количина на трансакции кои што ви се потребни за да реализирате некаков настан на вашиот проект. Така да доста паметно и гледаме дека ова дефинитивно ќе биде користено од проекти во иднина, кога знаеме дека ова многу пати се случува да се блокира мрежата поради некој airdrop, некоја продажба и така натаму. Solana моментално во колаборација со Air Asia и со Казахстан како држава, моментално и нормално менувачницата Intebix во Казахстан, развива стейблкоин наречен EVO, кој што ќе биде нормално пегиран, така речено, на казахстанскиот тенга, ако не се лажам се вика, не сум сигурен, и нормално ќе биде изграден на Solana блокчейн. Се уште не е реализиран, значи моментално постои само така наречено letter of intent, значи тоа е практично иницијалната спогодба дека Solana како блокчейн ќе го развива овој стейблкоин за овие две така речено ентитети компании да може да го користат на територијата на Казахстан. А ти кажам, значи гледаме се повеќе и повеќе држави заинтересирани за оваа технологија. Circle направил многу интересно испитување каде што ги споил сите овие досега познати агенти на вештачка интелигенција со нормално блокчейн. Значи идејата е да види која би била на некој начин интеграцијата, дали би била добра, и тоа детално истражување каде што се ставени различни типови на задачи кои што треба агентите да ги извршуваат на блокчейн, многу битно, за да се види дали агентите може да функционираат, дали тоа е лесно за нив, дали може да ги завршат овие задачи, да се види како агентите би функционирале on-chain. Со тоа што одека се опишани детално сите овие процеси, ако сакате нормално може да го погледнете, многу лесно може да го најдете. Така речено Chain Bench се нарекува овој експеримент би рекол,
каде што според задачите кои што се дадени во однос на сега генерирање на одредена ствар, зборувам on-chain, или translation, ова би било преведување, ама преведување од типот на трансформирање, да речем, на коини во други коини, стейбл коини и така натаму. Значи, еве како изгледа така речено нивната успешност во процент. Значи, колку биле успешни во реализирање на нивните задачи, со тоа што овдека е објаснето и според различни модели. Значи, можеме да видиме дека се земени различни агенти од различни модели на различни програмски јазици со различен успех. Со тоа што гледаме дека горе-доле успехот секогаш е минимум на 50% и во однос на тоа колку е голема тежината, имаме сосема поинаква ситуација. Гледаме дека за лесните задачи кои што им биле дадени, во голем дел успеале над 80% да ги завршат. Како се движиме кон потешки, гледаме дека се послаб и послаб е процентот на реализирање на овие би рекол нели задачи кои што им се дадени на вештачките агенти. И овдека е кој јазик е најлесен за вештачките нели за агентите на вештачка интелигенција да го користат. Гледаме дека тоа е Rust, користен од NEAR протокол, а потоа на второ место е EVM, тоа е Ethereum Virtual машината, заедно со Starknet и Cairo јазикот, и на крајот е Move јазикот на Sui и Aptos. Sui и Aptos нормално се произлезени од Libra проектот на Facebook, и Move е јазикот кој што се користел во овој проект. Како и да е, значи ова ни покажува дека очигледно вештачки, значи агентите на вештачката интелигенција се доста успешни кога станува збор за блокчейн. И па ќе кажам, ако сакате да го погледнете го целиот експеримент образложен во овој артикл, како што кажавме на Circle наречен Chain Bench, ако некој од вас сака нормално да се запознае подетално со ова. Во исто време гледаме дека агентите на вештачка интелигенција се повеќе и повеќе добре дојдени на финансиски ентитети, без разлика дали станува збор за on-chain или централизирани менувачици, погледнете го ова. Значи, Base, ако што се сеќавате, веќе започна да функционира како собствен Layer 2 на Ethereum, сега се во транзиција, но верувам дека наскоро тоа ќе се случи. Моментално ние можеме јасно да видиме дека ова е практично платформа на која што вие може да го поврзете вашиот агент или пак ваш агент. Значи, base.org/agents, каде што може буквално користи различни AI, зборувам како нели сега ова се програмски јазици AI или како да ги наречам модели на AI, каде што буквално вие креирате или приложувате веќе креиран вештачка интелигенција модел на Base кој што ќе може да го користи блокчейнот за различни би рекол задачи кои што ви се потребни да ги извршите на еден блокчейн. Сега зборувам ако ви е потребно директно на Layer 2 на Ethereum, додека во спротивно Robinhood вели истата ситуација, дозволува на AI агенти да функционираат на нивната платформа, до степен каде што дури се дозволува овие AI агенти да имаат и своја кредитна картичка, што реално е многу тешко да се овозможи, и гледаме дека се повеќе и повеќе овие ентитети се обидуваат тоа да го направат, затоа што знаеме дека се поголем дел од тргувањето на блокчейн се одвива токму поради овие или од страна на овие агенти. Така да Robinhood ви дозволува да имате свој агент на нивната платформа, да му дадете кредитна картичка и истиот да обавува функции во ваше име, се поголема адаптација на оваа технологија. Dale, ова е нешто што јас не го знаев. Значи ова е една од оние големи би рекол платформи, секоја држава има различни, на пример во Малта е така наречен Shireburn, овдека е некој друг. Ова се посебен тип на софтвери кои што работат како HR и accountants на, да речеме, одредени компании. Односно, се што се одвива од аспект на уплаќање плати, да речем се што е потребно за вработените и така натаму, се прави преку ваков тип на софтвери кои што до сега беа така речено нели генерално поврзани со банкарски сметки и банкарска инфраструктура. Сега официјално дел во нивниот софтвер кој што моментално можеме да видиме дека е доста голем, значи 40.000 компании моментално во светот процесираат плати и нели трошоци за своите вработени преку овој софтвер, над 1 милиарда долари само ревенју, замислете, поминува низ овој, односно тоа е профит поминува низ оваа платформа. Моментално истиот во самиот код на така речено софтверот дозволува на сите овие компании преку софтверот да плаќаат во стейбл коини на Polygon. Значи го користи Polygon како матичен блокчейн Layer 2 на Ethereum за да овозможи на сите овие компании да
доколку нивните, пример, вработени сакаат да бидат исплаќени во стейблкоини, да може тоа да го направат на Polygon мрежата, значи повеќе од 150 држави, повеќе од 40.000 различни компании, апсолутно огромна количина, вели 20 милиарди долари годишно се процесираат плати преку оваа платформа. Од сега па натаму ќе може да одлучуваат доколку сакаат да бидат исплаќени во стейблкоини, било каде во светот тоа да го прават преку Polygon. Уште еднаш, ова се традиционални софтвери и платформи кои што пребегнуваат on-chain. Plume, како еден од проектите кои што веќе го имаме вработено, кој што нема свој нормален layer 1, но е еден од, би рекол, поголемите проекти кога станува збор за токенизација, со многу интересна иновација, односно надградба, така речено, на досега традиционалните ETF-и, Exchange Traded Funds, во така наречени сефови, односно виртуални сефови. Со виртуалните сефови разликата е тоа што, за разлика од фондовите кои што се доста ограничени, виртуалните сефови прво не се традиционална финансија, значи не се, да речем, инструменти на традиционалните финансии, туку се едно ниво понапред. Се апсолутно целосно во блокчейн верзија, се што се процесира во овие фондови е во блокчейн верзија, за разлика од ETF-ите, кои што поголем дел од трансакциите и понатаму се процесираат, како што знаете и сами, од традиционални финансии. За разлика од тоа, волтовите е сега овдека, Plume има договор со Бермуда, каде што Бермуда дозволува на Plume да го креира првиот официјален, легален, дигитален волт, тоа е овој KDAB волт, на Plume, така речено како платформа или блокчейн во оваа ситуација. Сега треба да видам точно, не сум сигурен. Каде што се дозволува нормално оние кои што инвестираат во него, практично инвестираат во крипто. Криптото кое што се наоѓа во овој нормално сеф е во блокчейн верзија, вие добивате токени како сертификат дека имате дел од така речено овој волт, од овој сеф. Тоа не се второстепени токени кои што може да ги користите за потенцијални услуги кои што ќе ви ги даде самиот сеф и дополнително добивате награда, стейкинг и така натаму се тоа што сте го имплементирале, што сте го ставиле во овој сеф, со тоа што сефот и понатаму нормално функционира многу интересно, за разлика од ETF-ите кои што се ограничени во тоа што може да прават, значи они може само да ги држат овие коини за вас. Во оваа ситуација сефовите имаат многу повеќе ингеренции, може да инвестираат во името на целиот сеф и тоа нормално ви дава отчет што се купува, како се купува, каде учествуваат со ликвидност и така натаму. Така да ова е доста интересен инструмент за кој што дефинитивно ќе треба потенцијално да направиме ново видео, но гледаме дека е нов на пазарот и моравме да го спомнеме, пак ќе напоменам, ова е нешто апсолутно ново до сега невидено. Првиот сеф се наоѓа на Plume. Продолжуваме понатаму, да. Значи Ondo Finance официјално еден од неговите верзиите на неговите стейблкоини, тоа е USDY кој што се наоѓа на SUI, моментално може да го трансферирате peer-to-peer без газ на SUI мрежата. Ова не е само овој стейблкоин, туку од сега па натаму. Огромен дел од стейблкоините кои се наоѓаат на SUI блокчейнот, значи ова е револуционерно решение, ќе може да бидат трансферирани peer-to-peer за $0 по трансакција. Односно, SUI успеа да најде начин како целосно да го отстрани гасот од трансакции за стейблкоини, со тоа што USD SUI, SUI USDE, AUSD, FDUSD, USDB, USDC и USDY, тоа е на Ondo. Овие стейблкоини на SUI моментално може ги трансферирате помеѓу адреси на SUI за $0 фи. Ова е нешто досега нели замислено, но нереализирано. SUI е првиот блокчейн кој што успеа ова да го направи. Веста е доста нова, пред само 9 дена, апсолутен победник. Значи ако ова успее да го задржи така, без фи, дефинитивно SUI ќе го победи кучата кога станува збор за стейблкоин. Alchemy Pay, многу интересни нови вести. Првата вест доаѓа од неговата адаптација во Малезија, каде што 3 локални, би рекол, ентитети или плаќачки куќи или што и да се, не сум точно сигурен. Да, плаќачки, че ова се канали за плаќање, така речено. GrabPay, Touch and Go Wallet и Boost моментално може да бидат користени за купување и продавање на крипто, што значи дека овие така речено апликации за кои што имаат лиценца за трансфер на пари, за плаќање и така натаму, може да бидат искористени за да купувате и продавате крипто. На тој начин Alchemy Pay се повеќе и повеќе се шири во светот. Екстремно паметно и во исто време
Многу интересен новитет. Значи Alchemy Pay е една од ретките компании кои што има многу лиценци од сојузните држави во Америка. Ова е нејзината 16-та лиценца, на 19 има и добиена од Rhode Island, значи ова е една од земите, социјалните земји, тоест сојузните земји на Америка. Значи 16 земји во Америка има дадено лиценца за трансфер на пари на Alchemy Pay. Пак ќе напоменам, многу луѓето го поценуваат, јас верувам многу во овој проект, но времето ќе покаже. Дечките казат, значи не запираат. Quant е исто така еден од оние мали проекти кои што ги имаме во нашето портфолио, кој што е ISO 20022 компатибилен. На 21 мај излезе со многу интересна иновација, а тоа е така наречените flow апликации. Идејата на flow апликациите е она што ние постојано го зборуваме, дека се повеќе и повеќе блокчейн девелоперите разбираат дека доколку треба институциите или било кој друг компанија индивидуа да мора да има свој тим да развиваат свој блокчейн апликации и така натаму, многу потешко би го прифатиле ова како адаптација. Односно, доколку самиот блокчейн успее да направи апликации кои што може да бидат користени со интерфејс како нормален софтвер, многу е полема веројатноста дека нема да имате проблем. Зошто? Затоа што во оваа ситуација на институциите и компаниите не им се потребни девелопери, тимови, учењи и така натаму, туку буквално они го користат ова како обичен софтвер, а во позадина сето тоа се случува на блокчейн. Односно, ако се сеќавате, ние ова го кажуваме многу пати. Доаѓаме во ситуација во која што се повеќе и повеќе луѓето нема ни да знаат дека користат блокчейн, затоа што функционира како најобичен софтвер, како апликациите за било каков тип на дигитална работа, дали е тоа финансии или не, како што ги имаат и досега, така. Па и во оваа ситуација идејата е овие flow апликации да бидат така направени да едноставно целата работа во позадина се врши од overledgerот на Quant. Значи гледаме дека overledgerот е тој што поврзува апсолутно се. Блокчейни, приватни блокчейни, институции, банки, тоа може да го видите многу подобро на оваа слика, со overledgerот кој што така речено ќе биде сврзнат од киво layer 0, така речено за сите овие институции, блокчейни и така натаму. И кога на ова ќе дајете функционалност каде што луѓето нема да мора да развиваат своји апликации, туку ќе може да користат апликации кои што веќе се готови на overledgerот, ќе направи многу полесно институциите да влезат во оваа технологија, така да останува да видиме доста интересна иновација. Исто така втор коин кој што е помалите, да речем, алокации во нашето портфолио, XDC, исто така еден од првите алокации, компатибилен со ISO 20022, вели моментално направија соработка со Clearpool, и јас за тоа и секогаш ги отварам овие, чисто да видите дека за кои станува збор, значи не можеме да ги знаеме сите компании. Clearpool протокол е DeFi и крипто компанија која што моментално е мала, која видиме по број на вработени, но е голема која видиме по процесирање на трансакции. Значи моментално има негде околу 1 милиарда, овде како имаше тоа, значи колку е голема во однос на DeFi секторот, значи гледаме многу мала во однос на вработени, но голема во однос на капитал, само да го најдам тој дел. Значи околу 930 милиони беше моментот каде што успеав да го најдам, само дајте ми секунда да го потврдам тоа. Околу 930 милиони долари се наоѓаат на оваа компанија кога станува збор за позајмување. Значи ова е lending and borrowing компанија, само се обидувам да го најдам делот со капитал, ево. Значи оприлика околу 1 милиарда има моментално, така 930 милиони долари моментално капитал за позајмување на оваа lending and borrowing платформа, кој што моментално ќе биде достапен на целиот XDC како протокол. А во исто време Clearpool ќе има свој masternode, тоа е нормално нодот на XDC мрежата, што значи дека Clearpool ќе може да процесира така речено своји трансакции преку нодот, а во исто време секој на XDC мрежата ќе може да го користи Clearpool за lending and borrowing. И да, XDC кога станува збор за значи real world asset токенизација е доста мал, но е застапен. Значи само мал број на блокчейни се застапени во real world asset токенизација. XDC е еден од првите кои што се фокусираше на оваа сфера, уште додека не се ни зборуваше за истата, а и се уште не се зборува, да бидеме реални. MoonPay, кој што беше апликација која што процесира трансакции, нормално купување со крипто, сега успеа да се зголеми, така речено, да порасне, односно Decent, ова беше посебен тип на апликација за трейдинг на крипто, ако не се лажам DEX, кој што моментално е превземен од страна на MoonPay, и истиот наместо само да биде платформа за
плаќање, сега ќе може и да тргувате крипто на оваа платформа. Така да доста интересен момент. Значи гледаме како овие апликации растат и абсорбираат други апликации. И ова е нешто што мене навистина ме возбуди, се надам дека ќе возбуди и вас, сега ќе ви кажам и зошто. Значи, се додека постојат рак пулови и мемиња, се до тој степен ќе не гледаат како би рекол сектор во кој што не би инвестирали институциите, затоа што не е сериозно. Значи, се додека постојат pump fund глупости, се додека постојат токени кои што немаат апсолутно никаква вредност, значи сериозните играчи ќе не гледаат како проблем, не како вистинска технологија. И затоа кога гледам вакви вести, ова е нова вест која што дојде до нас буквално пред само некој ден, вика Јужна Кореја само што поднела значи кривичен случај против одреден DEX кој што правел рак пулови, и во оваа ситуација значи гледаме дека институциите, односно државите почнуваат да ги заштитуваат оние инвеститори кои што очигледно имаат ваков случај. Не е само во Јужна Кореја, значи ова го гледаме се повеќе и повеќе низ светот. Слична ситуација пред само еден месец од страна на FBI. Значи екипата не чека некој да направи глупост, туку пази што си направиле свој токен, пазете, свој токен направиле. Ево Operation Token Mirror, значи погледнете, ова е проектот кој што го направил FBI, и почнале да го нудат на различни инфлуенсери да го шилаат за ракпул. Како го прават ракпулот, така ги собираат сите. Значи 10 луѓе се собрали низ светот заради тоа што правеле така речено шилање и правеле ракпул на своите така речено гледачи. Уште еднаш ќе напоменам, вака треба да биде. За ова целосно се согласувам, апсолутно вака треба да биде. Значи мора да разбера луѓето дека има одговорност за глупости праење, посебно кога станува збор за меме коини. Затоа меме коини на нашиот канал се целосно забранети, шилање на нашиот канал е целосно забрането. Ние сме овде да ви доставиме едукација, а вие треба да одлучите сами во што ќе инвестирате. Ова е тоа што ќе направи нашиот сектор да биде сериозен и да се потсетиме уште една многу битна работа. Не се само помали проекти во прашање, Solana како цел блокчейн заедно со Pump Fund беа фатени поради whistleblower, значи ова се оние луѓе кои што откриваат што се случува во позадина, 5000 внатрешни разговори помеѓу Pump Fund, Solana и уште еден ентитет, тоа е Gito Labs, за ракпул. Значи, активно се договарале овие три ентитети како да прават ракпул преку Pump Fund, знаете, ова беше најголема и се уште најголема платформа за меме коини, каде што може да креирате меме коини апсолутно за 2 минути. И конечно, практично доаѓаме во ситуација во која што ќе бидат соодветно казнети. Односно, моментално се води постапка против сите овие ентитети, иако за жал немаме целосна информација до каде е, нема се уште некои нови вести, но се надевам дека ќе бидат казнети. И Solana, и Pump Fund, и било кој што бил вклучен, затоа што ако се сеќавате, 2024 година најголем дел од парите кои што влегува во крипто влегува во меме коини. Баш поради овие pump and dump шеми. Така да поради оваа причина, уште еднаш ќе напоменам, се надевам дека ќе бидат казнети и да не се повтори. Да има пример за секој кој што ќе прави pump and dump шеми, да одговара соодветно, за никогаш повеќе вакво нешто да не се случи и нормално да може светот конечно да гледа на оваа технологија како што заслужува, со соодветен нормално потенцијал и би рекол да можеме конечно да добиеме сериозни инвеститори кои што нема да ги добиеме се додека постојат вакви глупости. Во исто време, дали големите ентитети инвестираат, знаете, кога гледаме тоа во Token Balance History, значи само на кратко, кога станува збор за најголемите 4 ентитети, гледаме дека во Pantera Capital моментално нема нови инвестиции, верувам дека потенцијално ќе видиме нови инвестиции кога ќе дојдеме до потенцијалното дно на овој циклус, као што кажеме, очекуваме со втората нога на овој Dead Cat Bounce или ABC корекцијата, како сакате, да се случи негде во крајот на летото, есента, зимата, тој период, ќе видиме кога, и почеток на нов циклус. Ќе видиме и за останатите, знаете дека добро е да се следи ова, да видиме што прават големите играчи. Видовме Pump, кога станува збор за World Liberty Fi, не е дека многу го цениме, но мора да го следиме ова. Најголем дел од капиталот во World Liberty Fi е нивниот токен и некоја мала количина на стейблкоини, но еве ќе го следиме, да не случајно му текне на Orangutanos Pedophilus да купи нешто. Еве гледаме, значи овде ќе имаме пораснување од 42 на 69 милиарди долари, но кога ќе видиме која е количината на
во што е количината, така речено, можеме да видиме дека најголем дел е нормално World Liberty Fund токени, инаку малка количина на Solana, околу 1,5 милиони долари, што е ништо, што значи дека ова, вајде некој, не знам, нешто минта, нешто прават, како и да е, не е во криптопроекти кои што ние ги инвестираме. Потоа ни е A16Z, да видиме што се случува кај нив, дали има некаква акумулација, и последни ни се Grayscale, кои што постојано имаат одлив, тоа го знаеме, тоа не е ништо ново. Кај нив Ethereum и Bitcoin ETF-ите постојано прават одлив и тоа јасно го гледаме дека постојано имаме бидекол одлив со благ на кај нив со нивното. И овде гледаме дека нема никакво купување, значи дека дечките чекаат да помине bear market. Се надам дека уживавте во нашето видео денеска. Би ви напоменал доколку сакате да поддржите нашата работа, станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипцијата на секој од нашите видеа. И со ова мала чланарина која што би уплатиле, прво ќе имате привилегии да бидете дел од нашите чатови, да може да споделувате, да може да разговарате, да може нормално да бидете дел од нашата заедница активно, да ни поставувате прашања кои што ги одговараме еднаш дневно преку директни пораки. Еднаш месечно имаме посебен тип на лајвстрим кој што е исклучиво наменет за нашата Patreon заедница. Тоа е прашање од заедницата најчесто и сите офлайн видеа како што е моментално ова, прво ги доставуваме нашата Patreon заедница, а потоа и до сите останати на сите наши канали. И нормално доколку некој од вас сака потенцијално да го подмери своето членство на годишно ниво, според овој постер кој што може да го најдете сегде на нашите платформи, тоа може да го направите со мејл на cryptogamedia@gmail.com. Само кажете ни во која валута ви одговара, ова се сумите за годишно ниво и ние ќе ви вратиме на истата со линк до годишно членство на нашата Patreon заедница. Благодарам на сите оние кои што сега не поддржуваат, се надевам дека и понатаму ќе продолжите да не поддржувате. И за крај едно големо браво и благодарам до Анџело, кој што постојано ни помага да ги собереме овие вести, кој што постојано ни помага да го реализираме овој дел од нашата материја. Altcoin инвестиите се дефинитивно негова јака страна, така да му благодарам, се надевам ќе продолжи да не поддржува како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта. Од Велес до светот, Криптогемиџија, знаеш, год се до небо. Утро ги фаќа, во живо се брате, кај што знае забава да пука. На монитор бројки, график нерви, од биткоин до трендови ги читаат. Први македонец за македонец, тоа е слоганот, не продаваат магла. Туку знаење за џабе, кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести, па прават баланс и јасност. Една вест, две вести, трета веќе се менува, а тоа што ги следи, лесно логика си реди. Криптогемиџија со око за ризик, и год се до него не спијат. Тоа е факт. Кога пазарот трепери, тие гледат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Гемиџијата не води по патот. Криптогемиџија, со год се дозори. Криптогемиџија, учат цела бригада во живо. Криптогемиџија, со год се дозори. Учат цела бригада во живо. Йоу, макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна хартија, М2 сирока. Принтерот пуштен на јако, од свет до селото Брисел. Вести се ронат, од Блискиот исток до Брикс и Мала Британија. Геополитика, ко мрежа од жици, еден потек таму, а ефект тука у очи. Секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбейт, туку слика и тлабочина. Не паѓаат на фейк нюз, туку се следат сите страни. И кога каналот гори, тие се тука, влегуваат во дебата со анализа во рака. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Со год се до последен фак, пук, фак, Гемиџијата не води по патот. До утрински часови не знаат за доста, се рокаат теми преку криптонис. Од шема до шема, од график до график. Кажи му на братот нека слуша и нека знае.
Македонец за Македонец. Тоа е парола Македонец. Македонец за Македонец. Гемиџијата не води по патот, крипто гемиџија. Со Гоце до зори, крипто гемиџија. Уча цела пријада во живо, крипто гемиџија. Со Гоце до зори, крипто гемиџија. Уча цела пријада во живо, крипто гемиџија.